Добар ден и убав ден, драги наши пријатели, на оваа наша и ваша емисија Гответе со Драгче. Добар ден од Канал 5 телевизија, телевизија која што е прирасната за вашето срце, па каде и да сте и на кое место да сте, да не гледате и да уживате и во овие 30 забавни минути со нас. На самиот почеток, откако ве поздравуваме вас, ги поздравуваме пријателите на емисијата. Да ги поздравиме нашите пријатели од Стокомак. Ајде да погледнеме дел од производите на нашите рафтови. Тоа се еден мал дел на производи кои што ги гледате токму овде, но оние кои што вам ви се потребни и навистина голем број на производи и артикли, ќе ги пронајдете во големите маркети на Стокомак ширум нашата ни убава Македонија. Се што нам ни е потребно за нашите рецепти во секој работен ден, зачини и се она што ние готвиме овде, ни доаѓа од Стокомак, па затоа реков, не грижете се што и да ви затреба, првиот маркет можете да си пазарите. Да ги поздравиме Стокомак и за новата линија на продажба, така наречена македонка, затоа што тоа се македонски производи од македонски производители. Си ги поздравуваме и македонските производители и вкусете ги македонските производи. Во Стокомак се на посебни рафтови обоени во црвено со црвени налепници, така да лесно можете да си ги најдете производите со македонско потекло. Да ги поздравиме и нашите пријатели од мини трговскиот центар МОС, кој што се наоѓа на Пластичарската улица и до самиот МОС. Во самиот мини трговски центар ќе најдете, велиме, апарати за домакинството и баш се за вашето домакинство. Од едни мали алатки кои што ви се потребни за вашето готвење или почнувајќи од едно лажиче и ножче, па се до убави и скапоцени лустери, до убави скапоцени садови за готвење, нови апарати во кои што можете истовремено да правите и манџи, но можете да направите и кафе. Навистина интересни и не секојдневни апарати од преголемата или силната програма на Арзум. Затоа посетете ги во трговскиот центар МОС и навистина ќе бидете изненадени со големиот број на артикли. Не грижете се и за паркинг, затоа што паркингот им е засебен или нема да плаќате паркинг. Да си ги поздравиме и нашите пријатели од Пекабеско. Сувоместнати производи со посебен вкус и убавина токму доаѓаат од Пекабеско. Ги сакаат и најмалите и возрастните и затоа кога бирате сувоместнати производи, бирајте Пекабеско. Еве поздрав до нашите пријатели на оваа емисија. Се надевам дека веќе ги знаете пријателите и употребувате нивни производи, но не знаете кој ќе биде нашиот гостин денеска. Го викаат министер. А зошто? Јас велам дека може би заради песната, а во текот на емисијата тој ќе ни каже. Инаку многу ја сака песната, секојаш е скоцкан од глава до пети, прекрасно изгледа во секое време. Песните си ги бира, може би токму и затоа го има добиено тој надимок министерот. И се надевам веќе знаете кој ќе биде мојот гостин, нашиот драг Борче министерот. Добре ми дојде, добре ми дојде. Добро сум, ти како си? Супер, одлично. И зошто си министер? Ајде кажи ни сега, зошто си министер? Се деси тоа пред има 3-14 години добри во македонска телевизија, бевме повеќе колеги. И сите нешто грицкавме пред емисија, имаше една емисија во тоа време и Селенички џубокс не постои. И секогаш бевме по повеќе колеги на таа емисија. И ми се јави еден менаџер од Швајцарија, Митко. Не можев да го кренам телефонот и го ставив на шпикер. И првиот муабет на Митко му беше кај си министре за естрада. Од таму дошла таа приказка. И толку беше пук на тиквата меѓу колегите, па и си го задржав уметничко и така. Сега ќе бидеш министер и денеска, затоа што јас за министерот ќе готвам, ти ќе бидеш асистент и ќе ми дојдеш од оваа страна. Готово. Повели, јас да си ставам престилка на мене, затоа што
ќе направиме едни лесни тостерки кои што исто така ги сакаат и децата и возрастните. Супер. Се надевам и тебе ќе ти се допаднат за да си направиш некој пат и ти дома. Како не, да. Јас тешко ми е со 4 женски. Рече женски дома уште јас да готвам, така ли беше? А знаеш ли да ги изненадиш? Како рече, со пржени јајца. Пржени јајца, кајгана сакаат на око, може. Така, нели? Ете, да ја соберем мојата коса. И ќе започнеме со месењето, а ти ќе ми асистираш. Како помина турнејата во Австралија, да си ги поздравиме нашинците, рече дека беше убаво, да, супер, пријатно. Супер. Значи, бевме добри 7 недели, да кажам, скоро 2 месеца. Одлични. И беше малку напорно, али кога ќе дојде моментот за песна и за музика, значи се заборава. Се заборава. Па добро, тоа е тоа што се и бара. Ајде сега, министере. Добро. Ќе ми треба овде 2 јајца. Ајде, од тебе ги бариме, да. Добро. Ајде, како тебе ти е лесно, така ќе ги средиме. Можеш во тањирчето. Ето така. Добро, ти благодарам. Ај, па имаш ти алатки. Имам, да. Имаш алатки. Ете така, добро, благодарам. Малку да ги заматам јас. Ти ќе ми додадеш малку солца. Ајде, со златната лажичка. Денеска си асистент министер. Едно. Само едно, добро. Едно. Може, ајде уште едно, нека биде едно од тебе. Да не биде сиромашко. Ќе бидат малку. Сакаме да ги направиме солени, за да не ни се лепат благите се секојаш помачни. Сега ќе додаваме од брашното. Ајде, подавај ми по лажичка. Со лажичка имаме интегрално брашно. Ајде, додавај. Само додавај си ти. Јас ке си ги маткам вака. Ете така, браво. Види како ти знаеш. Па можеме да го научам, па да, не е многу ти реков не е тешко. Ќе те научам за да биде сето тоа добро. Да ги изненадам дома. Ајде бараме песна и министерот ќе асистира, но и ќе пее. Ајде, одиме и со песна и додаваме. Cela godina, oči nemirni i skokotljivi, volnih me rako stana. Oči nemirni i skokotljivi, koja mi je skrojena. Mila je Elena, slatka je Ana, mala ta nevena, sine mama Sajana i Jovana, duša zagrejana. Lični se galeni, nežni i fini, kitki se šareni, zgodni i strojni, za usnite rumeni, srce ke zastani. Koja da ja oberam, srce luduva i se zbunuva, lesno se zaljubuva. Srce luduva i se zbunuva i od ljubov planuva. Mila je Elena, slatka je Ana, mala ta nevena, sine mama Sajana i Jovana,
душа загреана. Лични се галени, нежни и фини, китки се шарени, згодни и стройни, за устните румени, срце ке застани. Jana i Jovana, duša zagrejana. Lični se galeni, nežni i fini, kitki se šareni, zgodni i strojni, za usnite rumeni, srce ke zastani. Браво за песната. Ајде, кажи ни од каде дојде песнава? Па, песнава е од пред неколку години, да кажам, и автор е на музиката Кирил Стојчевски, мојот долгогодишен соработник и брат, можам да кажам, многу си живееме од деца. Текстот е на Валентин Соклевски и снимена е пред неколку години, па заокруживме еден видеозапис за неја со арт продукција. И така да еве, да речам, ја има неколку години веќе по да се слуша, по медиумите, да се. Добро. Тука ја ова ќе го повлечеш целосно. Така. Барем толку можам за чисто да биде. Нели да ни асистентски, нели асистентски. Кажи ми што спремаш ново? Па ќе имам некои нови песни, спремаме. Ќе има нешто и фестивалско, ќе има нешто и сакаш така, и на фестивалите оваа година? Па криво ми е што закаснав и што не можев да бидам на последниот овој фестивал на Валандово. Имав добри понуди затоа што Па не беше тука. Не можев да стигнам искрено. И турнејата траеше, како што кажав, 7 недели. Така да затоа и отсуствував искрено и така. Како ти велев јас, ке стигнеш и додека трае сезоната или нема да стигнеш? Ке стигнам, драгче, ке стигнам. Да, јас се сеќавам дека од 20 договоривме цела зима. Да, за термин. Да, за термин и кога јас не можев, кога вие и така да мислам дека сега најдовме прав момент. Прав момент, супер ќе ни биде, еве тостерките да ги подготвиме, затоа што заеднички сакам да ги наместам. Да ни бидат топчињата лесни. Колку што видов, мислам дека запамтив, не е многу тешко. Не, ќе ти ја дадам рецептата, изненади ги дома. Изненади ги дома. Рече, од денеска министерот ти ги готви. Да. Тешко е со 4 женски деца да се расправаш, искрено. Јас и жена ми си викам дете. Најголемото дете, Најголемото дете кое што ги учи помалите деца. Па знаеш дека порано така и било, нели? Оној што е највозрасен, тој ги чувал помалите деца. Така. Затоа е па добро. Ете да си ги поздравиме 4 девојки. Ги поздравуваме. Натали, Кристина, Зорица и сопругата Наташа. Ете, одлично си ги поздравивме 4 деца. И јас ова го повлекувам затоа што нам не ни е потребно. Добро. Сега да видиме дали тостерот ни е загреан. Ајде. Да видиме дали тостерот ни е. Охо, одлично. Одлично. Сега ќе ги додадеме сите, а потоа ќе ги извадам и ракавиците. И се печат тие, така? Да, најлесно. Гледај, колку е ова и за министр лесно. Да, не е тешко. Да, не е тешко, воопшто не е тешко. Затоа ти реков ќе одбереме еден рецепт кој што ќе биде лесно запамтлив и брзо ги прифаќаат, ги сакаат и децата и возрастните. Овој малку кој ќе се притиснат. Генерално нема ништо тешко на светот кога се сака и кога се има волја. Се учи. Да, се учи. Кога се сака да се научи. Ете така, ајде, за да не ми избегаат, ќе ги притиснам вака. Ајде, ете, сега јас овде ќе работам, а ти пак ќе си пееш. Нема проблем. Твоја задача е да си пееш. Нема проблем. Ајде, одиме со песна, да ни биде
сето тоа убаво. Така. Ајде. Бараме песна. Бараме песна. Не ни бил вклучен нашиот Така. тостер. Секој што пие, плаќам другари да почестиш, секој да се напие. Плаќам другари да почестиш, секој да се напие. Еј, другари стани, многу ноќи со вас раздени. Нека пукнат душманите да си живеат пријателите. Така е, и другарите, да. И другарите. Да. Убава и оваа песна, сигурно од прв пат ја бендиса. Да, да. Ова е една од, да речам, не е сега скорошна, да речам, од пред некоја година како што беше таа првата.
Ова е малку отпред поодавна да кажам, ама сакав да ја возобновам со нов видеозапис и да ја оживам поново песната. И се чувствува. И истите автори се пак. И се чувства, нели, она и музика и се е убаво. Добро, одлично. Сега ќе го бараме рецептот на денот, за да видиме што се нам ни беше потребно за денешниот рецепт, а потоа да видиме тостерките дали ни се готови. Тостерки. 500 грама брашно, 2 јајца, 1 кесличка прашок за пециво, 120 мл млеко, 20 грама путер и малку додадовме масло за да полесно ни се замеси тестото. Брзински го направивме. Најбрзински што можеше да се направи, а со песна лесно оди. Уште полесно. Уште полесно. Запамти се. 5 сосни. Готово, се ќе ги изненадам сега. Долу изненадување. Ама за повеќе луѓе треба дупла рецептата да биде. Значи, ќе ја умножиш. Така. Добро, ние ќе бараме песна од тебе, а јас ќе се обидам да видам дали ми се готови и да почнеме да ги вадиме нашите тостерки. Ете така, бараме песна. Ајде, бараме песна. Zaboravete, problemi da mi ostavete, od ovog čas, dva mi gore čašite, namasite, na oro koso našite, i sve to cel, ni se čudi kapa si nuva, Makedonec štom zapesa i gruva. Makedonski narode, ni sveto kade i da ste, igrajte vo ritmo, guri krepat nosete. Ubav moji narode, najličen od pamtire, i koni sme nije Boži Makedoncite. Da zaigrame, site nije da zapeme, meraklinski, pesni naši nam i ljubavi, za dušata, za mladosta i ljubovta, i sve to cel, ni se čudi kapa si nuva, Makedonec štom zapesa i gruva. Makedonski narode, ni sveto kade i da ste, igrajte vo ritmo, guri krepat nosete. Ubav moji narode, najličen od pamtivek, i koni sme nije Boži Makedoncite. Makedonski narode, ni sveto kade i da ste, igrajte vo ritmo, guri krepat nosete. Ubav moji narode, najličen od pamtivek, i koni sme nije Boži Makedoncite. Makedonski narode, ni sveto kade i da ste, igrajte vo ritmo, guri krepat nosete. Ubav moji narode, najličen od pamtivek, i koni sme nije Boži Makedoncite. Našta sorta makedonska, samo jedna je.
навистина е така. Нашата сорта Само македонска една е. Само Еве една ги, е. уште малку ни треба, уште 2 минутки за да бидат и овие. Може ли, колега? Овие се за камерманите. Можам да ги затворам. Овие се за камерманите, нека си стојат. Ние важно направивме онака како што треба да изгледаат. Така. Овие наши тостерки. Песните сти се супер. Креваш луѓе, министере. Да, благодарам. Дали ти се допадна нашава емисија? Стварно. Вака да бидеш во емисија каде што и се готви по нешто, како дома. Одлично, одлично, пееш супер. и си готвиш. Така, така. Не ли многу интересно, вака забавно? Така. Јас ќе ти се заблагодарам многу за твојата покана и сигурно би дошол пак со некој мој рецепт, не да асистирам. Јас да ти асистирам тогаш. Да, може. Договорено. Може, ќе се Ете, договориме. така ќе се Да. договориме. Да. Имаш подароци од нашите пријатели на Благодарам. емисијата. Пека Беско, комплет производи, Супер. повели, дома. Тука можам да готвам. Значи, Можеш да. супер. Ова се готви само лепчиња на тостер и Пека Беско. Готово. И Значи, готово. не- И нашите брзо. пријатели од МОС, имаш ваучер со кој што можеш да си купиш некој подарок кој што ќе ти подсетува на ова наше другарување. Како си правевме тостерке, веќе и овие се веќе Супер. готови, што значи ни беше навистина убаво. Исто и мене уште еднаш да се заблагодарам и да ги поздравиме сите гледачи Така. на твојата прекрасна емисија и гледачите на Канал 5 секако. Секако. Му благодарам на нашиот Борче затоа што не расположи, не распеа. Драги наши, направивме убави тостерки кои што ќе ги вкусиме сега со нашите колеги овде, кој со што си сака. Рече колегата Домазетов, па може и малку ким, па може малку и сиренце, па може малку и кајмаче, бидејќи солени ги направивме. Така. Можеме да си додадеме и руска салата. Да. Како и да е, направете ги или јадете ги со што сакате и со што на вас ви се највкусни. Инаку сето ова тесто може да биде и во една блага варијанта, да не се додава сол, да се додаде само шекер и ќе имате вкусни, благи бисквити или тостерки. Ве поздравувам, драги мои, и ви посакувам секое добро и на крај, како ви велам, ве сакам.